Моето патешествие по селата во Долненска општина ете ме донесе и во Долненското, а надалеку попознато како Прилепско село, селото Слепче. Ете Господ сакал, како што вели народот, на сам ден на Крстовден да бидам гостин на моите соселани Слепчани, да бидам со нив на денот кога по стариот обичај, клисарот и протуѓерот на селото ден пред Крстовден ќе им објават на селаните од селото Слепче дека по Крстовден оратните цевгар коњи и волови да ги впрегнат во плуговите, а меѓувремено да ја соберат нивната летина и да започнат со сеидбата и навреме да ја завршат точно на сам ден Митровден. Како по стар обичај, на ова убаво домненско село дојдов рано. Можда рано, во утринските часови. Но овој пат не со моето возило, туку со возот кој одеше кон Прилеп. Се симнав на желеничката станица Слепче. Пред да се упатам по криволестиот 4 километарски асфалтиран планински пат, кој водеше во правец на селото Слепче, застанав за момент да се насладам на убавината која ја создала природата. И на вистина рај, на вистина убавина. Не можев да ја одолеам на панорамата на Пелагонија, која се простираше пред моите очи. Не можев да одолеам на хоризонтот кој Пелагонија ја окружуваше сочинет од планинските горостаци, мокра планина, со врвот Солунска глава, северните ограноци на превојот Барбарас, јужните ограноци на Бабуна, Мукос планина, Крушевската корија и манастирскиот комплекс Свето Превражение на југозападната страна. Во непосредна близина на селото Слепче се наоѓа станицата Слепче. Исто така, во самото село Слепче води магистралниот пат кој што доаѓа од Гостирашни преку Црнилиште, Слепче, Брилово, Долнени и према Прилеп. По краткиот престој тргнав по патот кон селото Слепче. По речиси поминати 6-700 метри од 4 километарскиот асфалтиран криволест Рицко-планински пат, и откако зад мене го оставив првиот Рицко-планински сијок пред мене, пред моите очи се отвори уште поубава убавина од онаа која претходно ви ја опишав, како дар подарена од природата на овој крај. Како што се движев по патот во правец на селото Слепче, ми се причинуваше како кон мене да се придвижува не само селото Слепче, туку едно мощно старо камено здание направено од човечка рака, од кое здание се прекрашуваа утринските сончеви зраци и се разлејуваа ширум низ Пелагониската котлина, а тоа беше манастирскиот комплекс Свети Никола. Се наоѓам на 1 километар оддалечено од селото Слепче, ово Прилепското. Според некои пишни документи и според некои устни преданија, се зборуваат дека овдека во ова село е починат македонскиот цар Самуил во 1014 година, тука во непосредна близина на манастирот Свети Никола.
Со задоволство им се придружив, се радував што бев со нив, а Бога ми и тие се радуваа со мене, затоа што им се гледаше не само во нивните очи, нивните лица, туку го чувствував тоа кога им кажав дека јас сум нивни соселанец, родом од селото Рилево. Бога ми, кога им кажав дека сум рилеец, тогаш на вистина си ја отворија душата и се го почнавме муабетот во вистинска смисла на зборот, на долго и на широко, за историјата на селото Слепче, само се една нивна молба, се да бележам, се да пишувам, се да сликам. Добре те најдов, барем си ми. Еве Господине донеси од Слепче, да се сликаме, да направиме некоја кадро со Севиќа. Ако не, Иначе, Арен, те служи здравието. 81 Машала, добре. Срико ти Ѓоре, али е жив и здрав. Живе, сполари, живе. Така, Даскал овде беше. Даскал да бил овдека на времето во Слепче. Така. Таткото твој како беше името? Благоја. Така. Дедо ми Јас сум Петре. Зет Рилевски. Како што одевме од сокак во сокак, како што влегувавме од едно патче во друго, така моите домајќини ми ги раскажуваа една по една приказните за селото Слепче, а едно тие приказни и приказната за манастирскиот комплекс Свети Никола. Но се разбира, пред да ви ја раскажам приказната за овој многовековен македонски православен духовен храм Свети Никола, редно е, како што вели народот, ќе се обидам прво да ви раскажам дел од многуте приказни кои ми ги раскажа моите слепчани. Долненсково село Слепче е мощно старо село. Мощно старо. Според некои пишени документи, археолошки показатели и устни преданија, Слепче на овие простори обстојува повеќе од 1000 години. Според преданието, името на селото се поврзува со ослепените војници на македонскиот царот Самоил, кога во 1014 година дел од ослепените војници се населиле во близина на денешните селски гробишта пред денешната селска чешма, која пред 1000 години била кладенец. Жителите од околните места им носеле храна. Кога некои нивни соселани ги прашувале каде се ги ниселе, тие одговарале: со Лепче кај ослепените војници ќе одиме. И така селото од тогаш, па се до ден денешен, си го носи името Слепче. Во пишаните документи Слепче се спомнува во црковните повелби на царот Душан од 1331 година. Исто така се спомнува во црковните повелби и од македонските кралеви, кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковната повелба од македонскиот кралот Марко од 1371 година за манастирот Свети Никола. Во отоманските дефтери селото Слепче се спомнува во отоманскиот дефтер од 1467-68 година, каде што пишува дека селото Слепче се создало од семејството на попот Перевци, кои се доселиле како свештеници во токашниот манастир од околината на Дебарско. Додека пак во отоманскиот дефтер од 1578 година пишува дека Слепче е чифчичко село со чиј чифлик управува Исламбек од селото Црнилиште, а во него живееле 10 христијански семејства. А според дефтерот од 1778 година за селото Слепче пишува дека синовите на бегот Ислам, Аджи Јусуф, Бајрам, Фејзо и Рамо од село Црнилиште, како задужбина му дариле 130 хектари имот на манастирот Свети Никола.
од Кучево давнес. Сега заедно со мештаните од селово Слепче, ќе одиме полека до манастирот Свети Никола. Да. Рекоа дека ова е некаде околу 1 километар, меѓутоа за нас не е потешкотија. Ќе отидеме. Да. Се на порака другите наши оварчегови сограѓани, било од каде Македонија, да дојдат по манастирот, да видат што е бавината. Во ова убаво духовно светилиште. Така, ајде одиме заедно. Така. На 1000 метри североисточно селото Слепче се наоѓа манастирот Свети Никола. А овој манастир во себе крие историја. Како што реков дека според некои пишени документи и според некои устни преданија, во овој манастир починал македонскиот цар Самоил во 1014 година. Манастирот е овај. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Според устните преданија и кажување на мештаните од ова село, скоро цело село е чифличко, односно вакавско село. Цел имот е под манастирот кој што се наоѓа во ова село. А според нивното кажување, десно од мене е кулата на чифликот на манастирот Свети Никола. Кога ќе дојдете во прилепското село Слепче, кога ќе прошетате низ сокаците, селските сокаци, низ селските улички, ќе сретнете историја, пишана историја, запишана од устни преданија и историја пишана не само на хартија, во книга, тука ќе сретнете историја пишана на каменот, како што ова овдека. Ова мермена плоча, што успеевме да дознаеме од мештаните на селото Слепче, датира од 2014 година. Според кажувањето на сеќавањето на мештаните од селото Слепче, овдека е починат македонскиот цар Самоил. Но сепак една порака до историчарите во Македонија да дојдат во селото Слепче, Прилепско Слепче, да видат како живеат селаните и да ја видат историјата на ова село. А доказ е ова мермена плоча. Мирни времиња, да се помолиме на Господ. Оваа мермена плоча беше ставена на динот на плевната од манастирот. Ова плевна беше, за манастирот се чуваше жито, сено и такви работи за прехрана на стоката. И оваа плоча сега се распадна, дојде тука на патот. Таа е од времето на од самото време се распадна и ставена тука, падната на патот. Да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност. Се молиме на Господа. Се разбира дека приказнава за долненското село Слепче немаше да биде и комплетна ако не дојдов во православното христијанско духовно светилиште во селото Слепче, манастирот Свети Никола, кој се наоѓа на 1000 метри надморска височина на само 30 на минути пеш веднаш над селото. Пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе. Според некои пишени документи, манастирот посветен на Свети Никола во селото Слепче, Прилепско, е изграден во 1673 година од страна на еромонахот Михаил. Тебе ти прилега секоја слава, чест и поклонување на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Но, според записот врз мерберната плоча вградена во нишата на просхомидијата се спомнуваат и имињата на повеќе ромонаси и монаси. А според написот над влезот од црквата од натрешната страна, црквата била созидена и зоографисана во 1674 година.
Исто така, во истиот напис, забележено е дека ктитори на црквата биле игуменот на манастирот Свети Никола Сергија еромонах, Никифор еромонах, Кирил монах и Јанакија монахиња и повеќе световни лица. Црквата Свети Никола е мала еднокорабна, типичен пример на црква од 17 век во Македонија. Покриена е на две води, со мали отвори на источната и јужната страна и со единствен влез на западната страна. Фасадите се без декорации. И моje сознание за манастиров, колку ја што знам и што ми кажувале постарите, дека манастиров голем подем имал после Прва светска војна од 18 година до 49 година. Многу имал сточен фонд. Околу 200 глави овци, 150 глави кози, околу 60 грла говеда, пашити, 12 зевгари волој, околу 30 вработени имало тука, како аргати речено. 80 ектари земја имал, голем површина на земјиште. И така да сите луѓе што биле вработени и плаќале со жито. Мислам, во тогашно време пари немало, него со жито му исплаќале на работниците. И во тоа време, мислам, аргати се збирале од сите околни села. Кој ќе дојдело жетва, Рилеа, Сливија, Секирци, Костинци, дури од Долгаец, од Зрзе, иделе девојчина, бечари, млади што биле облечени како на Велиден, велиденски алишта. Жнијале нисполе, а во јасики ручеко го праеле. Во јасики ќе ручаат и сите што имале гајди, овие бечари што знаеле да свират, гајдите си ги носеле. Ќе ручаат и во јасиките ора било како на најголема слава. И тоа представувало голема средба за младите, мислам. И едва чекале да ги викат да дојдат на жетва у село. И така во тоа време, мислам, многу бил напредот манастиров, со стока, со се, и до 49-та до аграрната реформа. Во аграрната реформа му се одзеде цел сточен фонд, земјата, цела површина му се зеде на манастиров и се подели на тие безземјаши во село што беа, така да манастирот тога остана на незавидно ниво, мислам, реши како да се опустоши. После тоа, ватија колективизација, па 46-47 дојдо овие егејци, тука се населија и го демолираа манастир. Многу искршија прозори, врати, речи го целосно го уништија. И после накнадно, после колективизација, после 45-та година, накнадно село со свој сопствени труд, речи го помага, и така дојде до еден мал сточен фонд, околу 100 глави овци, и постепено до ден денеска, значи, селово го одржуваат манастиров, го санират, како што гледате ова се, со помош на местно население. Според пишаните документи, манастирската црква е фреско живопишана во 1674 година. Најверојатно зоографи на фреските биле самите ктитори, еромонахот Сергија, Никифор еромонах, Кирил еромонах и Јанакија монахиња.
За тоа зборува насликаните двата киторски портрета кои го држат моделот на црквата и пригоден текст во кој се спомнува годината на изградба и сликувањето на црквата, како и имињата на ктиторите Сергија и Михаил, кои се наоѓаат јужно од влезот во црквата во така наречената прва зона. Живописот во црквата е поделен на 3 зони и еден фриз во наосот и повеќе фигури и други илустрации во олтарниот простор. Во првата зона на наосот во цел раст се насликани светиите, ратници, испосници и маченици, двата архангела и народните лекари, врачари Кузман и Дамјан, како и цар Константин и Елена. Сцените и композициите на богодоричниот акатист представени се на јужниот и северниот зид од втората зона. Зоографите насликале 23 сцени од вкупно 25 строфи, што ги содржи акатистот, односно поделени се на 12 икоси и 11 кондаси. Изоставени се благовештението второ и опсадата на Цариград. Христовите маки, како циклус, се илустрирани во третата зона на јужниот и северниот зид. Христос пред Пилат, исмејување Христово, носење на крстот, качување на крстот, па се до воскресение Христово и неверството Томино, кои завршуваат во олтарниот простор. Големите празници и претходниот циклус почнуваат од олтарниот простор на јужниот зид во четвртата зона и завршуваат на северниот зид. Илустрациите започнуваат со композицијата Рождество Христово и завршуваат со Воскресение Христово на северниот зид во олтарниот простор на четвртата зона. Олтарниот дел го исполнуваат светите архиереи на Божествената литургија, Богородица Ширашија, причистувањето на апостолите и светите архиџакони, а во проскомидијата е представен Христос мртов. Иконостасот представува богато резбарско и иконописно остварување, а свој подпис на резбарските и сликарските работи на царските двери оставил игуменот на манастирот еромонахот Сергија. Престолните икони Богородица со Исус Христос, како и 12 апостоли се изработени во време на споменатиот игумен еромонахот Сергија. Секако како и секој манастирски комплекс, и тука се сочувани постарите и обновените конаци. Исто така, според некои пишани документи, се дознава дека манастирските конаци се стари речиси и колку е стара самата црква. Значи, започнати се со градба во 1673 година, а завршени се 1675 година. Како составен дел на манастирскиот комплекс Свети Никола, во минатото биле и манастирските бедеми, каде што според досегашните археолошки истражувања, денешните остатоци, иако датираат речиси од 400 години, говорат дека некогашните бедеми изградени се врз темели на многу постаро утврдување, каде се претпоставува дека датира од античко време. Манастирот Свети Никола има и свој меток во селото Слепче, а тоа е црквата Свети Ѓорѓи. Според некои пишени документи, градена е во 18 век. Исто така врз стари темели на поранешно христијанско светилиште, каде што пред речиси 200 години, па се до ден денешен, мештаните од ова село ги завршувале своите православни духовни обреди, адети и обичаи. Јас инаку во овој манастир, конкретно овде во селото Слепче, Свети Никола, прв пат сум дошол некаде 1970 година како дете, а после тоа уште во неколку наврати сум дошол и навистина се чувствувам прекрасно. Јас во оваа прилика сакам да кажам дека овие манастири, овие светилишта всушност се едно културно и историско наследство од непроценлива вредност за Република Македонија, односно културно, историски и духовни вредности за ова наше македонско поднебје. Овие храмови кои што се наоѓаат овде во северниот дел на Пелагонија се меѓу најстарите духовни светилишта во овој крај.
И всушност тие се едни валидни и достојни споменици на нашата средновековна архитектура и на нашето средновековно сликарство. Фреско сликарството во овие свети храмови представува импозантен споменик за нашата средновековна култура. Тоа е мал, но духовно богат простор. Има многу вакви храмови кои што духовно го потхранувале овој македонски народ и на некој начин можам да кажам дека представувале сидро за овој македонски народ, кои со текот на историјата, низ многу векови и покрај многобројните премрежија и проблеми на кои што наидувал, опстанал на овие простори, го задржал својот идентитет, својата култура, своите обичаи, навики, традиција и така натаму. Меѓутоа, за ова морам да кажам, што успеал овој наш македонски народ низ овие векови да опстане и да се одржи на овие простори, заслужни се во секој случај и свештениците кои што служеле во овие свети храмови одека. Меѓутоа, не е помала заслугата ниту на градителите кои што ги изградиле овие свети храмови и чие што дело е трајно вградено, значи, во овие светилишта. И благодарение на тие, значи, знајни и незнајни градители се изградени многу вакви сакрални објекти и култот кон таквите објекти никогаш всушност и не престанал и не прекинал во овие простори. Постоењето на овие светилишта, на овие храмови, на овие простори сведочи за вековната желба и стремеж на македонскиот народ за зачувување на духот на христијанството. Доаѓањето во овие светилишта, во овие храмови, на некој начин значи и духовно збогатување на населението, односно би кажал дека тоа на некој начин е допирање на душата и доживување на загадочната убавина на духот со самото доаѓање во овие објекти. Се разбира дека репутацијата на овие храмови, на овие духовни светилишта не би била толку голема, доколку во овие не се наоѓаат фреските кои што на прв поглед ве освојуваат со својата убавина и со духовноста со која зрачат. Сакам да кажам дека секогаш кога зборуваме за духот, за божественоста, посакуваме да ја доживееме манастирската тишина и спокојството. И од тие причини туристите кои што бараат духовност, практично бараат убави пејсажи и опуштена природа. А токму овие манастирски комплекси се градени во таква природа и во планински пазови. Би рекол една друга работа. Денес кога со светската економска криза бројот на туристите од сите сфери на туризмот на некој начин е намален, статистиките покажуваат дека овој така наречен верски туризам бележи раст. И денес имаме информација дека некаде околу 20% од купниот број на туристи во светот му припаѓаат на овој туризам, а тоа е некаде околу 200 милиони туристи. На селото Слепче природата му ја дарила ова прекрасна колоритна убавина. Му го подарила ова многовековно православно духовно светилиште. Дојдете во прилепското село Слепче, видите што е рај, што е убавина. Дојдете во прилепското село Слепче, запознајте се со потомците на храбрите војни на македонската средновековна империја, позната како Самоилово царство, кои овде точно пред 1000 години се доселиле овде веднаш под манастирот Свети Никола во подножјето на Мукос планина. Рече Господ на своите ученици: вие сте светлина на светот, не може да се сокрие град.